Томич Тања има реплика на говорот на господја Сонја Мираковска. Повелете, господице Тања Томич. Ова е најнова тактика. Повелете. Благодарам, почитуван председателе. Почитувана колешке, навистина бевте во право за една работа. ВМРО ДПМН веќе се апсолутно провидни во нивната глума дека се грижат за доброто на граѓаните. И тоа го покажува и овој предлог закон за кој што денеска разговараме. Она што е очигледно, доколку се направи сериозна анализа колку ќе значи во бројки законско решение, е фактот дека во најмала рака од 2 до 10% ќе бидат помали пензиите на идните пензионери. Или како пример, жена од 40 години стаж, процент на пензионирање според стариот закон ќе имаше 84,83%, а според новото законско решение кое што владачкото мнозинство ќе си го изгласа по крајот на дискусијата, тоа ќе изнесува 94% или ќе биде 10% помалку пензија ќе имаат идната пензионер жена со 40 години стаж и 3 години до пензионирање. 10% помалку секој месец во период кога сите трошоци на живот се покачени, навистина значи многу за секој човек. Она што навистина не ми беше мене јасно после комисијата е фактот зошто не се прифати амандманот кој што се понуди од страна на опозицијата да усогласувањето на пензиите биде 80% според трошоците на живот, а 20% според порастот на плати, наместо како што сега се нуди во законското решение да биде обратно. Фактичката состојба во Република Македонија е дека платите се немаат покачено повеќе години назад. Напротив, не само што стагнираат, туку се поголем број приватните работодавачи ги пријавуваат вработените на половина работно време. Навистина е несериозно да дозволиме пензионерите 80% од пензијата да им се усогласува според покачувањето на платите. Во состојба кога благодарение на неспособното раководење на државата од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ, трошоците за струја се покачени неколкукратно. Трошоците за парно се покачени неколкукратно. Лебот, зејтинот, млекото, основните потреби на граѓаните се покачени неколкукратно, да пензиите им се усогласуваат во согласност со порастот на платите, кои што секако не растат. Навистина сметам дека е несериозно да било кој, поготово оваа влада која што глуми дека се грижи за пензионерите, мисли дека ќе ги купи со бесплатно праќање на бањи, со бесплатен автобуски превоз. Пензионерите, почитувани колеги, се навистина паметни и луѓе со огромно животно искуство. Мислам е потребно да им овозможите со пензиите да можат да преживеат. Господја Мираковска Сонја има контрареплика на